Ако обвинителот бира за кого ќе отвори предмет, а за кого ќе премолчи, и судот носи пресуди по избор на политички центри, а не по устав и закон, граѓанинот ја губи довербата дека ќе добие правда. Ова е клучен проблем во системската корупција на македонското општество, потенцираше премиерот Христијан Мицкоски на дебатата за план и раст на земјите од Западен Балкан. Според него, корупцијата е системски проблем, а не индивидуална девијација. Доколку сакаме да влеземе во ЕУ, Македонија мора да го урне таквиот систем, подвлече Мицкоски. Оценува дека најетни се реформите во правосудството. Имаме наследени ситуации во кои граѓанинот се чувствува понижен, безпомошен, принуден да плати за да добие. Било тоа лекарска помош, правна заштита или некаква административна услуга. Таква држава не може да напредува. А уште позагрижувачки е што институциите кои треба да се борат против корупцијата, обвинителството и судството често пати се неми, неефикасни или пак под политичко влијание. Во однос на реформите во правосудството кои што се под капата на Министерството за правда, при крај работната верзија на измените и дополнувањата на Законот за судски совет. Од Министерството информираа дека наскоро ќе биде пратено разгледување до Венецијанската комисија, а рокот според реформската агенда е законот да биде изгласан до јуни. Се заоструваат критериумите за избор на членови на судски совет. Уредување на постапката за разрешување на председател на судскиот совет, прецизирање на условите кои треба да ги исполнат кандидатите за член на судскиот совет кој ги избира собранието на јавен оглас или на предлог од председателот, особено во однос на појаснување на поимот истакнат правник. Кандидатите да се истакнале со научна или професионална работа за прашања од областа на правосудството, да уживаат углед и да поседуваат интегритет за вршење на функцијата член на совет. Покрај овие измени, нацрт верзијата на новиот закон содржи зајакнување на легитимитетот на процесот за избор на членови на судскиот совет од редот на судиите, како и уредување на процесот на нивно разрешување. Правосудниот систем во Македонија одамна е во колапс. Довербата на граѓаните во судскиот систем е стопена на само 2%. Речиси во сите извештаи на Европската комисија, Македонија е критикувана за висока стапка на корупција и нефункционално судство.